Почитувани, Крешник Бектеши вчера призна дека тој Ковачевски лажеле кога кажа дека во стоковите резерви има пченица. Бектеши кажа дека 45.000 тони пченица, за која од владата зборуваат наназад подолг период, е пченица во посет на приватните млинови трговци, а не дел од стоковите резерви на државата. Ковачевски и Бектеши во период на криза ја оставаат државата во неизвестност и наместо да работат на полнење на стоковите резерви со пченица, од владата ќе одат во Србија да молат за пченица во име на Република Македонија. Не за државата и не за народот, туку за сметка на одредени трговци кои пченицата која Ковачевски и Бектеши ќе ја добијат во име на народот, ќе ја реекспортираат во трети држави и ќе остварат огромен профит. Ковачевски и Бектеши ќе земат 50.000 тони пченица од Србија, за неколку трговци истата да ја излезат во Грција, Бугарија, Албанија или Косово. Сега се поставува прашањето, кои се тие трговци кои ќе можат по повластени услови да земат пченица од Србија, за на истата да стават маржа и да излезат во Грција, Бугарија, Албанија или Косово. Како се одбрани тие трговци кои ќе можат да ја купат пченицата и дали лица блиски до врвот на власта треба од еден извоз да направат милиони профит? Се тоа немаше да биде воопшто проблематично, ако цената на брашното во Македонија не пораснеше за 40%, исто како и лебот и другите намирници. Доколку владата, наместо за профит на блиските бизнисмени, обезбедеше пченица за нашиот пазар и ја регулираше цената, сега ќе јадевме поевтин леб и ќе плаќавме помалку за килограм брашно. Ви благодарам.